Почитувани граѓани, почитувани новинари, недела да биде неработен ден за работниците и работничките станува реалност. Надлежната собраниска комисија го усвои предлог Законот за работни односи и даде зелено светло од 1 јануари да почне примената на законското решение пред недела да биде неработен ден. Во интерес на работниците, очекуваме законот да биде усвоен и на пленарна седница. СДСМ стои зад работниците, сакаме заеднички да овозможиме позадоволни и попродуктивни работници и работнички на пазарот на труд, од кои придобивки имаат сите. Недела неработен ден и поголема минимална плата се социјал-демократски политики и затоа СДСМ со партнерите од владата поднесе и силно ги поддржува измените на законите во интерес на работниците. Право на синдикатот е на свој начин да се бори за остварување на овие права и ние како партнер на синдикатите тоа и го поддржуваме. Граѓаните знаат дека пратениците од ВМРО-ДПМН, пратениците од Алијанса и Левица ги блокираа измените во Законот за работните односи, со што покажа дека воопшто не им е грижа за работниците. Граѓаните знаат дека ВМРО-ДПМН силно е против зголемување и на минималната плата. Сега со вклучувањето на алтернатива се создадоа нови можности, зголеменото и стабилно парламентарно мнозинство да ги порази блокадите и обструкциите на опозицијата, да се обезбеди повисока минимална плата, а недела да биде неработен ден. Повисоките плати, поголемата минимална плата се еден од предусловите за задржување на нашите граѓани и граѓанки во државата. Последното барање на Сојузот на синдикатите на Македонија е потпишување на општиот колективен договор за вработените во јавниот сектор и К15 за сите вработени. Како социјалдемократска влада, нашата интенција е сите вработени да бидат третирани еднакво и затоа се прават напори да се обезбедат финансиски средства за регрес за годишен одмор, односно К15. Ние сме солидарни со синдикатите, со работниците и работничките, а заедништвото е тоа што ќе не донесе до нашата заедничка цел – подобар живот и повисок економски стандард за сите граѓани.